Па ќе речат дека не сум за председателка. Има ли повистинско место да говорите за правото и правдата во Македонија од македонски брод? Не е ли ова најголемиот доказ, името на ова прекрасно место, дека придавката македонски природно си е врзана и неразделна е од Македонија? Пред да влезам на председателот на ВМРО ДПМНЕ, му кажував за едно прекрасно искуство од Норвешка, кога во еден убав хотел, часописот речиси половина од страниците имаше на себе за македонски брод. Верувајте ми. За волшебната недопрена природа некаде во Македонија на Балканот, за пчелите, за медот, за визијата или за желбата еден ден тамо да се оди, и јас така си ја замислувам мојата и вашата Македонија, како земја на здрава храна, како земја на развиен селски туризам, како земја на среќни граѓани и селани, како земја што сите сакаат да ја посетат. Тоа е нашата Македонија. Денеска би сакала да почнам нешто што деновиве може би не го загатнував честопати, ама еве, ќе го предочам пред вас во развивањето на македонската приказна. Велат дека Уставот треба ретко да се менува и тоа со рака што трепери. Од што? Не од страв, од одговорност. Зашто Уставот е најважната правна и политичка книга на една држава, што значи и на Македонија. Верувале или не, за повеќе од 200 и колку години, американците само 27 пати го смениле Уставот, а тој има само 7 члена. Ние го сменивме Уставот 36 пати од 1991 година, ама само 2 пати одвнатре, еднаш заради притворот и втор пат заради правосудството. Сите други измени доаѓаа од надвор, на барање од надвор. И тогаш прашањето за студентите и за професорката по уставно право е: од кого извира од суверенитетот? Од граѓаните за кои е Уставот или од надвор? Се разбира дека мора да извира од граѓаните. Минатата година Уставот на Република Македонија се менуваше не заради граѓаните, не заради добрата функционална држава, не заради подобар економски, политички правен живот, туку заради промена на името. И тоа каде? Во преамбулата. Верувајте ми, преамбулите ред, тоа е еден дел, да не бидам досаден професор, тоа е она делче што му претходи на Уставот, ама тоа не е неважен дел. Тамо во нашата преамбула пишува нешто што го слушаме или кога ја пееме химната. Се кажува за славното минато, за Илинден, за Крушевска република,
за Втората светска војна, за целите што ни се најважни. Преамбулите во светот ретко се менуваат. Зошто? Зашто преамбулата го отсликува моментот кога е донесен Уставот. 91 година Устав, 91 година преамбула. Ама оваа последнава преамбула, замислете, како да се случила, како да е донесена во 91, ама како во 91 ние на референдумот да сме гласале за Северна Македонија и како партизаните да се бореле за Северна Македонија и како илинденците да сонувале и да се бореле за првиот Илинден, односно за Северна Македонија. Тоа не е така. Колку да објаснам на обичен професорски начин, колку е тоа погрешно, неприфатливо и болно. Значи, по повеќе од 200 години преамбулата на Уставот на САД е иста. Истото вазива за преамбулата на Швајцарија, зашто тогаш тие го носеле тој устав, а овие сега на власт велат дека од секогаш било природно да се викаме Северна Македонија. Тоа што за нас е вештачко, може за нив да е природно, но јас сакам да кажам дека Уставот, како највисок акт, не се менува кога некој ќе сака или на начин на каков ќе сака. Не, се менува по тешка, сложена постапка, ама секогаш во името на народот и со народот. Народот на 30 септември рече не за промените, референдумот не успеа, ама тие заборавија на народот и сега дури и во емисиите мене ме прашуваат, па зар можеш ти поинаку да мислиш од тој и тој? Да, тие се важни политичари во светот и јас ги слушам нив, ама Уставот е мој и ваш. И Уставот не може да се диктира однадвор. Уставот мора да извира одвнатре. Во Уставот има еден дел што се однесува на меѓународните односи. И што пишува тамо, како и секаде, дека меѓународните договори по ратификацијата во согласност со Уставот стануваат составен дел на нашиот правен поредок. Се прашувам, ги прашувам нив, дали Уставот на Република Македонија кога се менуваше, беше заснован на договор, ратификуван во согласност со него? Не. Тој законот за ратификација, ако се сеќавате на Преспанскиот договор, не се засноваше ниту на уставните одредби, ниту на народната волја. Мислеа дека во недостиг на ваков правен основ ќе најдат алиби во референдумот. Го организираа референдумот, ама заборавија дека во Уставот има одредби кога референдумската одлука е донесена, а кога не е. И тамо убаво си вели, мнозинство од излезените под услов да излегле најмалку половината од запишаните. Ама ние си седевме дома и сакавме со молкот да им покажеме дека не ве легитимираме ни вас, ни референдумот. Ние ве делегитимираме, зашто молкот посилно одекна и овде, и надвор, од што во парламентот. И наместо да си поднесат оставки, да си заминат, бидејќи по неуспешен референдум,
сите државници, мажи главно, како Де Гол, се заминале, се извиниле, ама нашиот си остана и си продолжи да го менува уставот. Затоа имам јас тешка дилема околу Преспанскиот договор и околу уставните измени. Ако во резолуциите пишуваше дека има разлика околу името и дека таа треба да се реши преку преговори, како тоа разликата сега стана разлики и разликата за името стана договори за идентитет, па внатре за документи, па внатре за прекршоци и за иредентизам, па каде ќе стои тоа име? Не, тоа ние правниците го викаме мешање во внатрешни работи, а тие обратно, тамо каде што нема никакво мешање во внатрешните работи, како во заштитата на правата на малцинствата, секаде, па и во Грција на македонците, препознаваат мешање во внатрешните работи. Не, тие го кажуваат она што оние кои ги обожуваат и не се осудуваат да им речат дека нешто не е во ред со ова барање или не може вака да одат работите, оти ние имаме право на самоопределување како и сите народи во светот, им одат во пресред и велат дека се што ќе кажете е во ред. И затоа сега ние кога ќе се сретнеме со истите тие луѓе, па некако им звучиме интелектуално, образовано, аргументирано, кога ќе им го предочиме ова, луѓето се изненадени, зашто мислам дека не им била кажувана вистината. Еден господин дури на BBC велеше дека 80% од граѓаните стојат зад овие решенија и ќе гласаат на референдумот, се сеќавате? Ама тој не помни што кажува. Одма го брише кажаното. А потоа вика или не кажав, или во поинаква смисла кажав. Затоа сме овде. Мораме да ставиме или да почнеме, да иницираме почеток на крајот на погубната филозофија. Тоа воопшто не е филозофија, тоа е и Тарпеовска и Троштина, дека не е важно што сте рекле, важно е да исклучите, да го исклучите кажаното, а потоа се ви е дозволено. Не, ние пред вас се колнеме овде дека се што ќе кажеме, на Библијата мислиме, прва е речта, ќе го помниме, нема да го заборавиме, ќе го спроведеме. Значи, не може никој да негира дека се додека има суд на меѓународната правда, формиран не од нас, од Обединетите нации, се додека сите велат дека ќе ја почитуваат повелбата на Обединетите нации, се додека сите тврдат дека најважните документи на Обединетите нации во кои се содржани начелата на немешање во внатрешните работи, почитување на правото на самоопределување, почитување на политичките, историските и културните права. Се дотогаш ние и тогаш и сега и понатаму ќе се повикуваме на правната држава, на владењето на правото. Оти ЕУ без правна држава нема. Имавме прилика да размениме мисли, думи, ставови и тоа на рамноправен начин со видни политичари во Брисел. Деновиве исто така слушаме во пресред на изборите за Европскиот парламент
што може да се случува, кои се нивните дилеми, кои се нивните проблеми, какви се можеби нивните ставови кон почетокот на преговорите за членство во ЕУ на Македонија. Не гледам јас надеж дека во јуни ќе добиеме датум на преговори. Не дека се лоши кон нас, туку затоа што бараат стандарди да се исполнат, што се копенхагеншки критериуми, владење на право, просперитетна економија, борба со корупција и криминал, борба со непотизам, ама и затоа што Европската Унија си има, пресилен е зборот, си има сериозни собствени проблеми и се разбира дека секој, секогаш и секаде треба да се води прво од собствените интереси, така и ние од националните интереси, а потоа да се согласуваме и да подпишуваме. Ама национален интерес не се гради меѓу двајца, меѓу тројца, туку со консензус, со опозиција, со председател на државата, ама најмногу со народот. Сите ги заборавија. Значи, сликата на државава не е блескава, не е европска. Нема владење на право, ама нема дури ни елементарна поделба на власта. Оти кога е власта на едно место, дома или на работа, или во државата, тоа е лошо. Тогаш некој може да ја грабне, да не ја пушта, да ја злоупотреби и тогаш ќе бидат прекршени нашите слободи и права. Затоа треба да има разни кочници, спреги, за никој да нема премногу власт. Тогаш ние граѓаните ќе имаме загарантирана слобода. Тоа го нема. Нема исто така двојна извршна власт, бидејќи председателот никој не го вклучува дури во надлежности што се изразито председателски како склучување на меѓународните договори. И тоа си го прават сами. Ама тогаш и одговорноста ќе си ја земат сами. Нема ден да не чуеме за нови вработувања. Нема ден да не чуеме за нов скандал. Само за економија нема ниту една вест, а си играат со статистиките и со бројките, додаваат нули и потоа луѓе од чест и со аргументи ги демантираат. Тоа веќе сите го видоа, зошто тврдењата аргументирани беа потврдени и од предприемачи во Македонија, од странство, од надвор. И тие велат дека на дното ни е економијата. Со таква економија, убаво велите нула, со таква економија не се оди, не се зачекорува во Европа. Што може да направиме? Прво, да победиме на изборите, за да уште еднаш да ги делегитимираме, и да ги испратиме на незаслужен одмор, зашто ништо не сработија, освен што го сменија името. Второ, уште еднаш да се обидеме, да ги подсетиме, дека може би во меѓувреме научиле нешто од почитувањето на зборот од нас, па барем на крајот од мандатот да ветат и да го спроведат тоа дека ќе распишат предвремени парламентарни избори. Само така програмата, само така
идеите европски, само така посветеноста и знаењето ќе можеме од сите да ги впрегнеме, од најумните, да ги советуваме или да бараме совет од оние надвор, да ги вмрежиме сите луѓе кои се надвор, најумните, да ги замолиме да се вратат за да ни помогнат во овие најтешки моменти, советување дека најдобрите ќе бидат на највисоките места и дека така ние ќе почнеме еден нов развој заснован на знаење, на способности, на вештини, ама и на морал. Така ќе си ги задржиме децата, ама така и ќе ги натераме да подразмислат дали може би и дома не може да градат европски вредности, европска економија, европска култура. Тогаш нас и вас ќе не има по сите вестници, не мене, зборувам за Македонија и за македонски брод. Го имате моето ветување. Во камен можам да ви го врежам. Дека околу мене, во кабинетот, во сите органи, каде што имам можност да предлагам луѓе, ќе бидат луѓе за какви јас секогаш сум велела дека вреди да се почитуваат или сум ги потикнуваат на себе да работат. Луѓе од знаење, од интегритет и дигнитет, специализирано знаење во областа што треба. Не луѓе партиски, не луѓе политички, не луѓе заради клиентелизам, не луѓе заради непотизам, туку луѓе заради развој, економски, културен, политички, секаков на Република Македонија. Завршувам да не должам. Председателот има право на вето на законите за кои е сигурен дека не се во согласно со Уставот. На тие тој треба да стави вето. Ако се оглушат на ветото, треба и да го објасни пред пратениците, за да може гласот да допре до граѓаните. Јас ве уверувам дека ќе го користам и обраќањето до пратениците и до граѓаните како моќен инструмент, зашто така пред целата јавност, пред пратениците, пред владата, ќе ги нотирам, ќе ги маркирам најгорливите проблеми во Македонија, на различни категории, во различни области, што се однесуваат на различни процеси, зашто само така целата јавност ќе чуе дека и ќе види дека председателот, председателката не го заборавила народот и ги подсетува сите други политичари дека се тамо само и само заради граѓаните, без оглед на етничка, расна, верска и друга припадност, со своите проблеми и само заради нивната заедничка татковина Македонија. Да живее Македонија!